Во неколку годишна постапка добиваната документација за изградба на мини хидроцентрала на Мала река е на пат да добие јавно-обвинителски и судски епилог, откако граѓанската иницијатива Кочани сака чист воздух, вода и почва побара од основното јавно обвинителство при испитување на сите издадени документи. Очекувањата на граѓанските активисти се обвинителството да овозможи привремен прекин на работите за во меѓувреме да се организира јавна расправа за изјаснување на граѓаните. На ваков чекор екологистите се одлучија по заедничкиот состанок со жителите на пробиштипското село Турско Рударе и Министерството за животна средина и просторно планирање, бидејќи Кочанската мини хидроцентрала, порад документацијата, е речиси готова работа. Затоа преостанува да се искористат неколкуте можности преку судска постапка да се докажуваат незаконски действија околу издавањето на документите од државни и локални институции, да се разбуди добрата волја на инвеститорот или пак, ако сето тоа не даде резултат, да се организираат протести кои ќе ги блокираат градежните активности. Инаку од Министерството и од општината сега им се врзани рацете, бидејќи со евентуално еднострано раскинување на концесијата за мини хидроцентрала ќе си создадат финансиски обврски кон инвеститорот во износ од 400.000 евра. Аргумент плюс кон овој проблем е единствениот пристапен пат до локацијата на енергетскиот објект, кој инвеститорот ќе мора да го користи, што претпоставува дека тешката механизација ќе го деформира и уништи, а токму тој пат е омилено место за рекреација на кочанчани во текот на целата година. Концесиите за мини хидроцентралите кај градче Турско Рудари, како и на трета во Радовичко, се на компанијата ДИС Енергија од Скопје.